Системот во Македонија проработи по трагедијата во Кочани и воопшто нема потреба од политичка лидерска средба, сметаат познавачите. Поранешниот амбасадор Звонимир Јанкуловски вели дека во овој момент политиката треба да се тргне на страна, да се остават институциите, да се работат својата работа, дебатата за оваа трагедија да се води во собранието, а не на маса меѓу неколку политички лидери. Системот во случајот на трагедијата во Кочани делуваше многу брзо и многу ефикасно. Не знам што би можело да се разговара на тие лидерски седби, затоа што сепак има други механизми, политички механизми низ кои може да се артикулира определен политички став, така што не гледам воопшто ни причина, ни го гледам лидерските седби, не ги гледам како начин на субститут на нешто што би се нарекло парламентарна демократија. Според премиерот Христијан Мицкоски не е време за лидерска средба, но подготвена се сретна со Филипче во 4 очи, каде лидерот на опозицијата би го образложил својот план. Средба од поширок формат во моментов според Мицкоски не е потребна, на тој став е Јанкуловски. Племенска демократија која се залага во Македонија да се бајпасира целиот парламентарен систем на начин што лидерите на политичките партии се сеќават и решаваат за клучни, да кажеме, клучни прашања, политички прашања или прашања за иднината на државите. Според Јанкуловски, одредени структури се обидуваат во Македонија да пренесат сценарио од други држави преку организирање протести за оваа трагедија, иако според него јасно е дека системот си ја врши својата работа. Она што е разочарувачки е дека некои нови ветрови генерално во регионот и на Балканот и меѓу државите кои се релативно повезани во регионот во контекст на возобновување на некои вон парламентарни, вон представнички демократски институции се нудат како решение за надминување на овие демократски институции во државите. Филипче најави дека во текот на оваа недела ќе соопшти кои се темите поради кои бара лидерска средба, а она која што е позната е дека сака независен кандидат за градоначалник на Кочани, зад кој би застанале ВМРО, ДПМН, СДСМ и сите други партии. Но ова Мицковски одговори дека е прерано за вакви договори, бидејќи се уште не се залечени раните од трагедијата. Според него, не само што тоа е непримерно, туку е и додатна болка за оние кои што ги загубиле своите најблиски.